Што се однесува до телевизијата, правилата секогаш биле јасни. Програмерите обезбедуваат содржина и гледачите само ја следат. Но сега така наречена интерактивна телевизија им дава на луѓето поинаква улога. Наместо да има само една приказна, вие всушност може да ја смените со тоа што ќе направите избор кој ќе ја сврти во поинаква насока. Стартап компанијата Еко со седиште во Њујорк го прави токму тоа со интерактивни видеа. Развивме платформа која им овозможува на гледачите да се вклучат во видеото. Па кога Джил, главниот карактер во шоуто на Еко, наидува на момче на забава кому не може да му го запамети името, ниту пак како се сретнале, гледачите може да го изберат тоа за неа. Do you remember the first time I told you? When we What's interesting here, you see kind of two types of people. Овде може да видите дека има два типа на луѓе. Едни што ќе одберат плажа и кои сакаат Джил да успее, а други ќе одберат пожар во црква, оти сакаат приказната да тргне во негативна насока. Поддржувачите на ваквата интерактивна телевизија велат дека начинот на функционирање е сличен како играње видеоигри. Но дали интерактивната телевизија ќе соработува со гледачите или не, зависи од тоа кој ја гледа. Меѓу помладата публика има зголемена желба за експериментирање. Големи имиња почнаа да го пробуваат овој формат. Се уште е рано да се каже, но кога ќе видите дека големи играчи како Netflix и Walmart вложуваат пари во ова, нема да се изненадам ако во наредните години ова стане голем хит. И како што се вели, гледачите треба да останат вклучени за да ги видат промените.